Ја следите програмата на телевизија Интел, а ова е уште едно издание на емисијата Призма 3. Локалниот економски развој, европските фондови, меѓународната соработка и животната средина. Ова се само дел од темите на кои што ќе разговараме вечер. На овие теми, поврзани со работењето на општина Струмица, разговараме со раководителот на секторот за локален економски развој, животна средина и меѓународна соработка и европски фондови. Се надевам дека точно го кажав целиот назив. Никола Годев, добро вечер, добре дојдовте, благодарам на времето. Добро вечер, поздрав до вашите куќи и благодарам на поканата и поздрав до гледачите на телевизија Интел. Како што кажавте, така. Званично во работната организација на општина Струмица стои сектор за локален економски развој и заштита на животна средина, меѓутоа тука е веќе и оделението за меѓународна соработка и европски фондови во склоп на овој сектор, така да не промашувате апсолутно ништо. Така. Мислам дека убаво тоа да го разјасниме и да им го разграничиме на гледачите, затоа што постои оделение за локален економски развој во општина Струмица, меѓутоа тоа што некогаш беше оделение сега е сектор и освен локалниот економски развој ги имате еве токму и животната средина и меѓународната соработка. Значи, прилично голем обем на работи на надлежности. Значи, не беше само оделение. Мислам дека после децентрализацијата што беше во Република Македонија, најпрво се направи еден центар за локален економски развој кој што беше каде што беа опфатени сите општини од постара општина Струмица, зборам Ново село, Босилово, Василево и Струмица. И овој центар после новата систематизација веднаш кога општина Струмица се раздели од центарот, а другите локални самоуправи како Ново село, Василево, Босилово смогнаа сили и направија своји оделенија за локален економски развој и општина Струмица формира сектор, во кој сектор влегува оделение за локален економски развој и оделение за заштита на животна средина. Имајќи го предвид трендовите како што течеа после тоа, со помош на Европската унија беше отворена канцеларија при општина Струмица, финансирана од Европската унија за европски фондови и меѓународна соработка, која што потоа имавме обврска да ја сместиме во рамките на работната организација, односно во систематизацијата на општина Струмица, така да природно таа си припадна во секторот за локален економски развој и заштита на животна средина и некако од неа појдеа сите работи да гледајќи животната средина, паркот во Струмица, домот на Арма беше идеално решение да се сместат таму сите простори. Така. И сега, токму тука ќе започнеме нели од меѓународната соработка, фондовите, односно прекограничната соработка. Сакам со оваа тема да започнеме, имајќи предвид дека се актуелни повиците, односно актуелен е со повикот за прекогранична соработка со Грција, со Бугарија веќе заврши. Што и како вие како сектор работите на оваа тема? Знаеме дека општина Струмица во изминатите неколку години реализираше неколку проекти, еден од нив е Цареви кули, фотоволтаичните системи на Сандомасевсе. Исто така од тоа, меѓутоа, што со новите повици? Што со Бугарија, кој што заврши, работите ли со Грција? Кратко, значи, пред да се формира оделението за меѓународна соработка, тоа беше 2014 година, веќе беа во фаза, одеа преку оделение за локален економски развој, значи влеговме во таа приказна за прекограничната соработка и така настанаа проектите на два пати со Цареви кули. Првиот пат не беше од тој фонд, мислам дека беше од сосема друга, а вториот пат, веќе вториот дел во изградбата на Царевите кули беше со прекограничната соработка. Оваа година се отвара веќе програмата, тоа е програма финансирано од ИПА 2 компонентата, финансирано од Европската унија 2014-2020 година, каде што заврши веќе повикот, кој што беше некаде септември, мислам септември или октомври се отвори со Република Бугарија, а во текот на февруари месец сега отпочна и со Република Грција. Што се однесува до Република Грција, затоа почнам од назад, што се вика па наваму. Со Република Грција
информативниот ден беше пред 2 недели, заедно со колегата раководителот на одделението за меѓународна соработка присуствувавме во Република Грција на информативниот ден. Таму сме во фаза на развивање на партнерства и на проектни идеи. Сега тој период ќе трае, најверојатно ќе трае во текот на овој месец, за да може веќе во март да премине нешто конкретно, а што се однесува до Република Бугарија. Значи, таму веќе е завршена работата, заврши во средината на февруари месец и првиот проектен предлог општина Струмица го изработи во заедничко партнерство со општина Петрич. Добро, со општина Петрич имаме развиена соработка, тоа е општо познато и е со наслов, сега јас мразам да употребувам странски зборови, искрено кажано, кога се имам во македонски јазик, меѓутоа, значи управување со ресурси за одржлив развој на прекограничниот регион, така е проектот насловен. Проектот ќе содржи активности од областа на заштита на животна средина, одржливо користење на заедничките природни ресурси на прекограничниот регион, далечинско регулирање на систем за јавно осветлување, со еден команден центар во градот Струмица и инсталирање на улични светелки во населени места на општина Струмица, меѓутоа систем за намалување на потрошувачката на вода е тука исто така вклучен. Значи, одиме комплетно со предлог за заштита на животната околина. Училиштата и јавните чешми во Струмица предлагаме да видат на сензори, се надеваме дека граѓаните ќе имат разбирање, ќе го прифатат тоа како општо добро, а не како што имаме случаи порано, денес чешма, утре ја нема, скршена цева и така натака, меѓутоа како и да е, се работи значи за еден убав проект кој што во делот и на уличното осветлување и во делот на комуналната хигиена ќе резултира со прво заштедена енергија и второ со подигање на свеста на граѓаните за заштита на човековата околина. Во вториот проект, подобрување на услови за превенција од пожари, се работи за прекограничен регион општина Струмица со општина Сатовче. Се работи за донирање на опрема, односно набавка на опрема и средства за противпожарната единица. Знаеме, општина Струмица, дали во зимскиот период, дали во летниот период, кога имаме премногу земјоделски активности, каде што дел од отпадоците се палат и така натака, знае да дојде до несакани состојби и противпожарната бригада има доста задачи, не велам дека не се справуваат успешно, секој час мислам сме едни од поуспешните и дај Боже да нема поголеми бели, меѓутоа мораме да мислиме да го развиваме и тој сегмент, едноставно под наша ингеренција. Тоа се значи проектите со кои што ќе одиме со Бугарија и веќе имаме најдено партнери. Знаете, прекограничната соработка зависи многу од партнерството. Разликата е, хендикепирани сме со тоа што ние како република се уште немаме датум за преговори. Ние имаме во предпристапни сме преговори и така натака, меѓутоа правиме муабет за држави кои што се веќе членки на Европска унија и сега нормално дека они ги уживаат привилегиите. Кај нас е проблемот што сме хендикепирани во тој дел, имајќи во предвид актуелната политичка состојба, се надевам дека набрзо ќе завршат тие работи, зашто реално на локално ниво гледаме колку штета може да трпиме од тие работи. Така да, ова е со прекограничната соработка. Не би сакал повеќе тука да коментирам било што, од проста причина ќе ви кажем искрено, јас сум прагматичен и практичен човек како инженер. Ние аплицираме, наоѓаме партнери, ја бркаме својата работа. Што од тоа ќе добиеме, ќе правиме муват во следен термин, каде што најверојатно ќе можеме, јас сум убеден, да се пофалиме со нешто веќе конкретно. Кога очекуваме, Грција нели се уште треба да се аплицира, со Бугарија кога очекуваме резултати? Со Бугарија, искрено да ви кажем, резултати ги очекувам некаде до почетокот на летото, од аспект на, сега знаете, проектната документација која се работи за Европската унија,
рака на срце, оделението за меѓународна соработка, европски фондови е спремно. Значи, точно си ја знаат луѓето работат и така натака. Очекувам брзо да конкретизираме работи во делот на апликациите. Значи, она што значи партнер општината и општината и нашата општина, да ги пополнат апликационите формулари и да одат на разгледување. Ова што е направено и што е аплицирано е направено така за да не може да промашиме. Сега, со Господ напред, се надевам дека нема да имаме лоши среќи, кои што секогаш и оставаме 1%. Така. И само уште едно прашање на ова тема, кога сме, рековте, заврши инфоденот со Грција. Дали има интерес од другата страна и дали веќе има на повидок одредени општини кои што би биле партнери? Така. Постои интерес огромен, да ви кажам искрено, на господинот Заев секојдневно не бомбардира со мејлови кои што стигаат до него. Раководителот на секторот за на оделение за меѓународна соработка и јас секојдневно добиваме мејлови од заинтересирани страни. Наше е да го препознаеме што е оно вистинското. Знаете, во прекогранична соработка мора да има заеднички интерес од аспект на тоа да се работи за иста работа. Мене ми е малку веќе, како да кажам, некако банално да одиме со проекти, меѓутоа за жал партнерите исто диктираат, да одиме со проекти да разменуваме само културно наследство, само не велам дека културното наследство не е нешто убаво, меѓутоа на општина Струмица и требаат и покрај сите напори што ги правиме како сервис на граѓани како општина, секогаш и требаат проекти во делот на инфраструктура и така натака. Тука е многу тешко да најдете во Бугарија и во Грција партнер, затоа што они искористија доста европски пари при влезот во Европската унија и сега они се заинтересирани се повеќе и повеќе во делот на областа на туризмот, во делот на заштита на човекова околина и ние сега се извинувам на некој начин се обидуваме да тука најдеме заедничко решение и мислам дека има доста предлози. Има специфики различни во делот на Бугарија, работат различно самите општини, дали заради тоа што едните се постари членки на Европската унија, едни понови, меѓутоа тоа не е наше да го размислуваме, наше да се прилагодиме и да излеземе конкретно. Има понуди, ги разгледуваме и се надевам дека ќе се најдат допирни точки каде може да се развие соработката. Така. Добро, додеме сега на домашен терен, што се вели ова е во делот на меѓународната соработка или прекограничната соработка. Во последните денови можевме да видиме дека започна голем број на тековни активности од страна на општина Струмица на терен. Дел од проектите, ако не се лажам, се оние проекти кои што треба да се реализираат преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Што е тоа што во моментов се работи, до каде сте со овие проекти и колку оваа година ќе може да се реализираат? Да, дека е апсолвирана тема и таа повеќе пати е спомната дека преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој веќе повеќе пати е спомнувано дека општина Струмица аплицираше, ги доби проектите, го искористивме моментот и на истиот повик на трите мерки да се јавиме и преку Центарот за југоисточен бански регион. Она што сами како општина го аплициравме беа 6 домови на култура на територијата на општина Струмица во населените места и 5 уредување на 5 паркови во населените места. Сега кога збориме за паркови во населено место, меѓутоа места кои што на некој начин, како да кажам, ќе почне Струмица да личи општината и руралниот дел и населените места да почнат да личат на европски населени места. Отпочнавме, значи, тендерските постапки завршија, избрани се изведувачите, проектите кои што ни беа потврдени, сега веќе завршија со решенија потпишани од страна на општина Струмица и од страна на Агенцијата за финансиска поддршка и отпочнавме, веќе се воведени во работа изведувачите Конинг градба и Бони Интерградба беше, значи Конинг градба отпочна со изведени работи на домовите на култура во Прусениково, Дабиле, Попчево,
Добрејци, Просениково, или го спомнав Да, го спомнавте Просениково. Да. Велуса и Костурино. За да не ја комплицираме работа, меѓутоа, ќе ви кажам, тоа беа вкупно 10 милиони 197 дена зборам со ДДВ, 8 милиони 600 хиљади денари беа без ДДВ, одобрени се, избрани изведувачи, тендерот е завршен, почна изведбата, останува временските услови да не послужат, како што гледам одат доста брзо, во Просениково веќе на некој начин излегуваат, денес влегува во Дабиле со почнување со кровната конструкција, со измените, само времето да ги послужи изведувачите, меѓутоа имаат време да ја завршат работата. Кога е рокот крај? Крајниот рок е 7, мислам дека во договорот е сега, нема фаќа збор, мислам дека е 6 месеци од подпишување на договорот. Значи, битно е дека оваа година ќе се реализираат проектите. До јули месец треба да биде завршено се. Јули месец треба да бидат завршени работите. А парковите, односно хортикултурното уредување во населените места е во Свидовица, Куклиш, Муртино, Просениково и Дабиле. Може би често пати беше поставувано прашање тоа и на форумите на заедници кои што се одржаа, често пати и од страна на граѓаните од населеното место Куклиш, околу домот во Куклиш. Така. Зошто да кажеме не беше офатен во оваа цела работа. Знаете, таму опожарувањето беше до многу висок степен. Правиме во моментот, сублимираме и правиме пресметки, затоа што тука отидовме со пресметки на реконструкција. Таму можеби, ако стручњаците кажат дека треба се оди со тотално нова изведба, тогаш ќе треба повеќе време. Општината тоа во новиот буџет го има внесено како финансиски средства, тогаш и таму ќе ја завршиме работа. Сакам да ви кажам дека домовите на култура ќе ги затвориме како и да е во оваа тековна буџетска година во сите населени места. Хортикултурното уредување ќе го направиме. Се надеваме дека на луѓето во населените места ќе им направиме на природно убава атмосфера за да можат и летните месеци и есента и пролетта да ги поминуваат добро, се со цел да влијаеме колку можеме како општина на актуелните состојби економски од аспект на, пошто правиме муавет за сектор за локален економски развој, заради тоа што знаете колкава е во моментот колкова е иселувањето од населените места, тоа се приметува во Струмица. Сакаме да создадеме амбиент, она што е во рамките на ингеренции на општина Струмица, да создадеме амбиент за подобри услови на живење на граѓаните. Водоводите се тука, веќе завршена работа. Не смееме да ги заборавиме и канализационите системи во трите населени места. Тоа е проект кој што мислам го добивме уште пред 2 години и сега веќе се реализира. Се работи за проектот за канализациони системи на Добрејци, Просениково и Дабиле. Почнавме со Добрејци. Тоа беше чисто, како да ви кажам, од практична причина, затоа што поврзувајќи со зона север и блиско до колекторот кој што ќе влага директно во изводот до прочистителната станица, инаку денес не може да земете пари за канализационни системи ако немате прочистителна станица. Така да со канализационни системи ќе го затвориме прашањето во Просениково, Добрејци и Дабиле, продолжуваме понатака. Знаете дека со канализација е решена состојбата дел во, мислам, не дел, него целосно во Куклиш. Муртино исто така е добра состојбата, остануваат некои, како да кажам сега, работи кои што општината треба се ги заврши и останува разбирањето на граѓаните да ја почувствуваат таа благодет и да изразат желба да се приклучат во канализационните системи. Да, се чини пари, меѓутоа после се враќа десетоструко. Многу е тешко во населено место, јама, па тие работи и така натака, кога имате фекалната канализација, проблемот е завршен. Она што значи одводнување на водите и каналите, тоа е многу полесно решиво од колку ова другото.
Пред малку ги споменавте форумите во заедниците. Колку при подготовката на програмите и овие проекти и еден вид давањето приоритет, овие ќе ги аплицираме таму, овие ова година, овие следната година, го слушате гласот на граѓаните и колку тоа што доаѓа како предлози, како идеја од граѓаните токму на тие форумски сесии, знаете да го земете во предвид за да ги изреализирате програмите и ваквите проекти. Искрено да ви кажем, за мене безпредметно прашањето. Сега не да не ме сватите погрешно. Значи, општина Струмица има партиципативен буџет веќе од самото свое, ајде да не кажем од доаѓањето на господин Зоран Заев, него од почнувањето на процесот на децентрализација. Значи, од 2005 година септември месец, знаете дека бевте сведоци како медиуми дека имавме посета на сите како урбани, така и населени местни заедници и го слушавме гласот на народот. Ова политика немаме намера да именуваме. Ја скративме приказната во смисол на она што значи модернизација форуми на заедници, кои што пак исто беа аплицирани да бидат изфинансирани од друга страна, ме разбирате? И така да, се она што е на форумот на заедници, тоа е предмет на разгледување. Тоа е она за кое што бркаме работа. Постои можеби момент каде што некогаш сте ограничени да делувате, еве ако сакате и сега и за новиот повик на Бирото за регионален развој, тие одат со два сегмента, едниот е за подрачја од специфичен карактер за развој, тоа е Габрово, Општина Струмица и за населено место. И за населени места. За населени места се многу малку парите. Меѓутоа сакам да ви кажам дека ако во Габрово граѓаните се изјаснили дека имат проблем со зафатот на водите, ние ќе аплицираме со тој проект сега. И нема дилема околу таа работа. Буквално не се водиме од тоа нас што ќе ни текне, туку она што граѓаните. Топла вода не измислуваме. Други дел од прашањето беше приоритетите. Граѓаните бараат едно, меѓутоа, врз основа на што и како се дават приоритетите, дали оваа година ќе се аплицира за проект во, да кажеме, во Добрица и Просениково, следната во Муртино, после 2 години во Габрово. Дали врз основа на тежината на проектите, дали врз основа на средствата кои што во моментов се даваат или врз основа на приоритетот на одреден проект или проблем кој што го имаат граѓаните во одредено место за решавање. Еве, како што го спомнавме, Домот на културата во Куклиш. Не се спорни парите. Спорно е колка временски период ќе пројде за да се аплицира. Сега зборам една работа да се разбереме. Секторот за урбанизам и комунални дејности има своји активности, цели и задачи. Секторот за локален економски развој има, освен тоа што носи одлуки и што размислува и ги разменува искуство со другите сектори, бара надворешни извори на финансирање. Доколку јас имам сознание или доколку имам обимен повик, а знам дека имам веќе готов проект, еве кој што го имам за Градско Балдовци, уредување на шеталиште, асфалтирање, канделабри и така натаму, и јас би аплицирал со тој проект, затоа што и граѓаните изразили таму. Меѓутоа, во делот на Куклиш, значи, имам 6 месеци во подготовка на документација. И затоа сега јас таму ќе почнем со подготовка на документација, а ако дојде ред нешто брзо да се аплицира, ќе аплицираме со нешто што го имаме веќе конкретно готово, за да може да бидеме брзи и да не ги изгубиме средствата. Ние аплицираме на надворешни средства. Секторот за локален економски развој не собира средства од даноци. Да, вработените земаат плати од буџетот на Општина Струмица, меѓутоа сите проекти што ги реализираат се од надворешни извори на пари. Освен за работи кои се работи за промоција на општината, што е маркетичка работа и која што не чини многу. Тука малку сме можеби шкрти, некој ќе ни замери, меѓутоа тоа е како што е. Проектите ги одредуваме врз основа на реалните потреби на граѓаните. Проценката мора да ја донесем, затоа што навистина многу проекти има. И тие, макар што сите се ставени во буџетот за реализација оваа година, она што е дефинирано на форумот на заедници, се стои во буџет и во програма за реализација на Општина Струмица. Локален економски развој го гледа тоа кое што може да го реализира со, ајде да си кажем народно, со чужди пари.
неодгригените. Дел од тие пари доаѓаат од Бирото за регионален развој, веќе го споменавте. Една работа, само да ви кажам, значи Бирото за регионален развој кога го правиме мувет, кога правиме за Агенцијата за финансиска поддршка, кога правиме за Министерството за транспорт и врски, може би потоа и таа тема сигурно ќе е начин кога станува збор за вакви инвестиции. Знаете, ова се пари од Европска унија и од Светска банка. Дел неповратни, дел кредити. Ги администрираат овие институции од Република Македонија. Политички гледано, едни ќе се фалат, ова е реализација од влада на Република Македонија, ние од локална самоуправа ќе велиме вака. И јас не ја гледам вака, јас ги гледам и знам, од апликацијата ми ја гледа Европска унија, односно Европска делегација и Светска банка. Сервисот е Бирото за регионален развој и Агенција за финансиска поддршка. Тоа се пари кои што на Македонија и следуваат од Европската унија и од Светска банка. Јасно. Се надам дека гледачите ја разбраа поентата. Не, поентата е реална, што така. Еве имавме таков проблем сега. Кога почна тротоарот да се прави во Дабиле, од левата страна, и тоа беше преку Бирото, односно заедно со центарот. Така, преку центарот за развој на Југоисточниот плански регион. И сега, ако изведувач бил, или Министерството ако го распишало тендерот и изведувач бил овој или оној и така натака, и сега се јавија дилеми, кој го прави тоа? Општината ли го прави, државата ли го прави? Или центарот? Центарот не може да прави. Добро, центарот е, да се разбереме една работа. Логистика на сите 10 општини. Центарот е логистика и услуга за спојување на интересите на сите општини во законски регулираниот плански регион. Ме радува, кога дојдовме на овие плански региони, гледам во националната стратегија на Република Македонија, некни на состанок во Министерството за економија, австриската компанија која што ги предлагаше стратегиите и мерките, знаете, Струмица е издвоена како посебен регион заедно со Дојра. Значи, наместо 8 плански региони, сега туристички региони имаме 9. И убаво е, Струмица е со Дојра издвоена. Значи, Струмица ќе прерасне и во туристички регион. Предпоставам дека тоа е позитивно. Убаво е, страниците знаат да препознаат што е добро. Да се вратиме на Бирото за регионален развој. Што е со проектите кои што се веќе одобрени, добиени, до каде е нивната реализација и дали овде подготвувате, односно подготвивте нови проекти со кои што треба да аплицирате? Значи, кажев, ова што се однесува на домовите на култура во населените места и хортикултурното парково уредување во населените места на територија на општина Струмица, преку ИБР веќе имаме 1.157 евра реализација на канализационите системи и тоа си тече, тоа се веќе абсолвирани работи кои што мислам дека не е важно да ги спомнуваме, меѓутоа граѓаните треба да знаат дека полека едно по едно си идат работите. Најчесто, дури и на совет слушав, гледајќи на телевизија, не присуствав на седницата на совет, прашуваат што бива со канализацијата во Дабиле. Да, ќе си дојде сега наред заедно со канализацијата во Просеникова. Почнавме од Добрејци, ви реков од кој аспект. Дури мислам дека Дабиле и Просеникова, ако не се лажам, аплициравме и добивме средства за изготвување на урбаничка планска документација. Тоа ќе бидат првите села што имат урбаничка планска документација во општина Струмица. Па и пошироко малку. Со нови работи, значи, она што го рековме за Габро, проект за развој на подрачје со специфични развојни потреби, имаме две опции. Искрено кажано, апликацијата се уште трае, не сме аплицирале, меѓутоа работиме на проекти за регулирање на речното корито. Знаете каква е состојбата со водата во Габро, ја има во изобилие, но за жал некаде знае да оди лево или десно и она што значи асфалтирање, една година ќе асфалтирате, другата година водата ќе си ја заврши својата работа. Значи тоа да го затвориме ко прашање и бетонирање на канал од училиштето кај што е во Габрово до автобуската постоја кај што е долу на самиот пат.
работиме на двата плана, мислам и на двата проекта, со двата основни проекти ќе аплицираме. Она што ќе го добиеме, како и да е, ќе го решава проблемот со водите во Габрово. За износот на средствата, сега не сакам да ве замарам, кога ќе добиеме конкретно што, како и колку, тоа е во некоја друга емисија, ќе се фалиме со бројки. Што се однесува до развој на проектот во селата, се одлучивме да одиме со Банско. Заборавив да ви кажам дека кога беа домовите на културата, затоа што таму малку имавме еден застој, сега тендерот е распишан, значи ќе се уредува, не е тоа центарот на населено место Банско, меѓутоа ќе се уредува делот, оној што го викаме, кај што одма после центарот за Завод за рехабилитација. Завод за рехабилитација, значи целиот овој потек и према римска терма, и према горе другиот хотел што беше, и према центарот на населеното место, и заедно со пешачка зона, овој асфалтен дел и мостот ќе го преуредиме, тендерската постапка трае, парите ни се тука, обезбедени се, наша работа е само да ја завршиме работата. Значи и тој проект пројде во бирото, малку со задоцнување, меѓутоа имајќи го предвид дека таму имаме други собраќајни решенија и така натака траеше процедурата, али сега веќе е завршена работа. Сега ќе го подпрема во Банско со асфалтирање на улица од училиштето па до Ајати, како што популарно тие го викаат местото, и на потек од семејството Реджепови до Урдовски. Тој дел е некако, асфалтот е навистина, и таму имаше доста прокупи кога се работеше на водоводниот систем и на канализацијата, и сега планираме да аплицираме на таа работа таму, така да и Банско не е заборавено. Значи, ако не го спомнавме хортикултурното, домот на културата, е сега Банско го уредуваме, затоа што, пазите, таму имате веќе туристички локалитет, Римска терма, имате термалните бајни во хотел Цар Самуил и погоре другите угостителски објекти, така да и Банско, на Банско немаме општо заборавено, и тоа ќе види ако што треба. Во Свидовица парк уредуваме, мислам дека не остана некој село. За Водоче исто имаме нешто измислено, меѓутоа и тоа ќе дојде. И тоа ќе остане следна прилика да го соопштите? Па знаете, има една работа, можеби не е лошо да спомнеме дека преку Министерството за финансии ги сервисираат парите од Светска банка, еднаш во разговор што го имавме не пред камери, ме прашавте што бива со градинките, односно со опатот, со проектот за деца во ран на детски офат, кои што беа планирани Куклиш, Муртино и Просениково. Сакам да ви кажем дека навистина имаме поместување во тој дел, проектот ни е одобрен, до крајот на октомври треба да завршат оние технички работи, а општина Струмица работи на тоа забрзано да до јуни месец заврши, односно училиштето во Просениково им треба се донесе прво локална урбанистичка планска документација, а додека реконструкцијата во Куклиш и во Муртино проекти се веќе малтене готови и ги доставивме документите до Скопје. Така да и детската заштита е офатена како што треба. Создаваме услови на некој начин. Греото е општина која што во секој случај 80% зависи од раноградинарството, како економија, да не ги покрие населените места и да нашите млади не заминуваат во странство. Додеме на програмите за локален економски развој невладените организации, нешто кое што излезе денес, барем денес беше објавен или објавени двата јавни повика пристигна до медиумите. Едниот се однесува за прибирање на проекти од областта на локалниот економски развој, култура, образование, заштита и унапредување на животната средина, млади и младински политики, а другиот е за прибирање на годишни програми од областта на социјалната заштита од Сдруженија и фондација од општина Струмица. Добро, тоа е секојдневна пракса. Мислам, секоја година ја имаме таа пракса. Оваа година има една мала измена, која што, знаете, се трудиме како општина да ја зголеми транспарентност. Тоа не е обврска, а и во секојдневното работење на таа работа гледаме да јавноста да има поголемо значење, имајќи во предвид дека тоа се јавни пари.
невладениот сектор во општина Струмица функционира по мене идеално, она што можем да го видам по другите општини, град Скопје е отргнена страна, тоа си е друга приказна. Меѓутоа по општините не постои општина која што граѓанскиот сектор, односно невладините организации се толку ангажирани и толку, како да кажем, активни на терен. Така да ние секоја година одвојуваме средства по двете програми кои што спомнавте. Оваа година се донесе одлука на Совет, кај што точно веќе издефиниравме како оди процедурата. Сакам да кажам, тука е напредокот. Може некој ќе каже зашто досега тоа не сте го направиле. Знаете, ние бевме прва општина што почна да се грижи за граѓанскиот сектор, за невладините организации. Тука се нели спортски здруженија и така натака. Меѓутоа, сега сакавме да ги изостриме критериумите во смисол на тоа да имаме подобар квалитет на проекти. Советот ја донесе одлуката, ја донесе методологијата, повикот е распишен и во делот на Г1 програмата поддршка на локалниот економски развој, мислам се одвоени средства во висина од 2.350.000 денари. А во делот на В2 програмата, кај што е програма за социјална заштита и трансфер до НВО од буџет на општина Струмица се одвоени 600.000 денари. Че таа рамка ја држиме, каже рече секоја година, тука нека да се парите. Повикот трае, правилата на игра се многу јасни. Фала му на Бога кој што ги гледам извештаите кои пристигнаа и кои што кидат сега на завршна сметка на разгледување на седницата на Советот на општина Струмица, ме радува што сите здруженија од минатата година што добија се ја завршија врската. Не е само да им ги дајете на луѓето парите, а на крај да немате бенефит никаков. Така да, мислам, се гледа тоа и проектот што беше на планетом околу овие уредување на зелените површини и така натаму, да не ги спомнувам и другите здруженија што беа, значи сите си ја завршија врската фантастично. Очекувам да аплицират, сега будирањето и тие работи си има, мора секојаш постојат правила на игра, не можем ја кој ќе ми текне или било кој вработен во општината кој ќе му текне да му даде одредена финансиска поддршка, меѓутоа се надевам дека ќе има интерес и дека и таа работа ќе заврши. Меѓутоа сега се малку построги критериумите. Од ова може ли да заклучиме, рековте дека сите се ја завршија врската, дека реализацијата на ваквите проекти, вклучувањето на невладиниот сектор и поддршката која што како локална самоуправа им ја давате, значи за општината, за подигањето, да кажем, ако зборуваме за проектот на Пладетум, за подигањето на еколошката свест, иако последните неколку денови ние направивме серија прилози во кои што може да заклучиме дека и покрај тоа што им ги уредија површините, добар дел од граѓаните не се грижат и не се однесуваат совесно за истите површини, меѓутоа може ли преку ваквите проекти поддршка да направиме некој чекор напред? Ако некој понуди проект за да ја подигнеме совеста на граѓаните, да ги едуцираме, да ги учиме и така натака, сигурно ќе помине. Што ме таква работа, што не се грижат. Меѓутоа не, граѓаните се грижат, знаете, меѓутоа, како да ви кажам, таква е состојбата во општеството и разбирлива, знаете, економијата во моментов кога во Струмица се чувствува еден вакуум, што да правиме муабет за некои други општини. Сите проекти кои што ќе ги исполнат условите, ќе добијат финансиски средства согласно будирањето кое што ќе биде извршено согласно веќе стандардизирана процедура. Знаете, ние сме општина со ИСО стандардизација. Секторот за локален економски развој го има и овај сертификатот за ИСО стандардот за животна средина. Така да ние нашиот дел ќе го завршиме. Граѓаните треба да препознаат што тоа прави општината за нив и колку тие за општината треба да направат. Има разбирање, она веќе 10 години во општината го гледам, граѓаните имаат разбирање за својата општина и општината има разбирање за нив. Меѓутоа, сепак мислам дека ако економската состојба на едно семејство е подобра, тоа ќе дозволи да и тој повеќе да се грижи за заштита на човековата природа и околина, мислам, затоа што знаете како е, мали деца, школски прибори, грејење, има плата, нема плата, доцни платата,
кој на крај памет ќе му падне за дворното место. Вие може да му го направите најубаво, ама ако нема наводнување на тревата и сега чекай колку пари е водата. Разбирате? Така да, тоа е разбирливо, меѓутоа ние се грижиме колку можеме. Знаете, и ефектот што беше со фасадите. И тука сакавме да разбудиме малку чувство кај граѓаните дека општината се грижи и за не само за централниот дел, сакавме да одиме и понатак. Така, меѓутоа ова беше од една страна и добро за поттикнување на општествената одговорност кај дел од компаниите. Апсолутно. Добро, компаниите знаат дека општина Струмица не со сила, меѓутоа секојаш преферира компании од Струмица. И сега јавен повик е тендер, електронска аукција, може би си добие некој од Радови, што Штип и така натака, не е спорно ништо, меѓутоа нас ни е најмило кога ќе добие Струмичка компанија, затоа што вработува луѓе од Струмица, средствата си остануваат тука и така да крупчето се врти се од нас за нас, што викат, од граѓаните за граѓаните. Стратегијата за локален економски развој. Имаше најави дека ќе се подготвува стратегија за локален економски развој, ако не се лажам, за периодот од оваа година, 2016 до 2020 година. Дали почна нејзината изработка, кога треба да финишира и кои ќе бидат приоритетите, односно на што ќе се фокусирате? Значи, општина Струмица од претходната година отпочнавме постапката за изработка на нова стратегија за локален економски развој 2016-2020 година. Можам да ви кажам дека стратегијата е малтене во оној административниот дел веќе финиширана. Сега останува последната корекција што се прави оваа недела, согласувањето, и после тоа веднаш оди на одобрување, односно на општо одобрување кај работната група од целата општина и кај градоначалникот и одиме со граѓанскиот сектор, презентација и на крај со Совет на општина Струмица. Мислам дека за месец дена таа процедура веќе ќе биде затворена. Битно е, сакам да ви кажем, дека таа стратегија се темели на неколку стратешки области, односно тоа се столбовите, економија и инвестиции, земјоделие и рурален развој, животна средина и енергетска ефикасност, инфраструктура и урбаничко планирање и развој на работна сила. Значи, тоа се петте столба. Се задржавме, не сакавме да се расплинуваме во повеќе области, затоа што веќе општината, мислам дека тоа го абсолвиравте медиумски, меѓутоа не е лошо да подсетиме, општината во текот на минатата година донесе 4 стратегии. Стратегија за социјална заштита, за развој на образованието, соработка со граѓанскиот сектор и за млади. Така да, овие 5 столба во стратегијата за локален економски развој и овие 4 донесени веќе стратегии, мислам дека го заокружуваат на некој начин она што е не само кој ќе видите стратегијата за локален економски развој, ќе видите дека ние предлагаме мерки за земјоделие. Општина Струмица, односно локалната самоуправа, единиците на локална самоуправа немаат ингеренција во делот на земјоделието. Меѓутоа, ние кој земјоделски крај мора општината да најде начин, она барем што е во нејна можност да ги подобри условите на земјоделците. Затоа што ланецот земјоделецот зема пари, дојде овде во дуќаните, нормално работат и ланецот си финансиски се врти и се трошат парите тука во самата општина. Важно е за мене дека оваа стратегија се обидовме, искрено да ви кажам, беше малку мачно, меѓутоа се обидовме да ја направиме она што значи померка на граѓаните. Она што е реално, што може да го очекуваме. Не велам дека не постојат ризици, секогаш постојат ризици, меѓутоа гледавме да направиме некој документ стратешки кој што ќе биде реален и кој што реално ќе биде остварлив. Не ќе биде на хартија, Никола Годев може и за 6 години нема да е ръководител на сектор, па многу му е гајле или така натака и така натака. Се потрудивме да направиме навистина стратешки документ кој што ќе донесе, како да кажам, добри, еве сега, во областа на економијата и инвестиции, стратешка цел е
одржлива развојна економија и обезбедени конкурентни инвестициски можности и нивна забрзана реализација. Кога велиме забрзана реализација, после во подточките ќе видите какви обврски има општината секоја година што да направи, без разлика која политичка гарнитура е на власт. Ова се работи кои што како сервис на граѓани сме должни да го направиме, дали ме разбирате? Без разлика кој какво политичко убедување носи и така натака и така натака. Политиките во моментот на градоначалникот Заев се имплементирани, меѓутоа тука се политики кои што се размислувани од страна на администрацијата на општина Струмица, која што знае да препознае што и треба на општината. Рака на срце, консултиране и бизнис секторот, ние го имаме и локалниот економски социјален совет. Сега искрено да ви кажем, како руководител на сектор, размислувам во тој правец малку да заживее тој локален економски социјален совет, во кој смисол? Граѓанскиот сектор, граѓаните и општината се седнаш тука. Бизнис заедницата мораме не да ја вклучиме, да ја натераме да биде по-заинтересирана. Затоа што полека, како ќе доаѓа, сакали или не, кога влегувате во Европската унија, децентрализацијата ќе направи да општината има доста голем дел од она што му треба на бизнис секторот. Ако земете само урбаничкото планирање, што е најбитен елемент, повеќе не треба да нотираме. Сега нормално сите имаат соработа со Министерството за транспорт и врски, имат дел обврски према Министерството за економија, да не зборам управа за јавни приходи, даноци, такси и така натака. Меѓутоа, како и да е, во овој дел на изработка на стратегијата беше вклучена и бизнис заедницата и занаетчиската комора. Тоа сакав да прашам, рековте, правите стратегија по мерка на граѓаните. Дали веќе дефинирана и колку граѓаните ќе имаат можности да ја видат и да дадат своји предлози пред и официјално да биде усвоена? Една работа да ви кажам, значи, некој бев присуствов на една стратегија австрийска компанија што е изработила, за тоа имало распишено тендер, потишле пари од буџет, а ова исто изработката е од општината, значи со општински маки, меѓутоа пак најдовме како да кажем средства за финансирање од консултантска куќа, кој што не ги плаќаме ние. Завршната работа и интересот е, значи од кога ќе биде тоа изготвено, одиме на јавна расправа. Јавната расправа, исто знаете како урбанички план кога се носи, ќе имаме јавна расправа, граѓаните ќе можат да ја видат, да ја препознаат, ќе ја слушнат, бизнис заедниците исто. Тоа е мерлив документ. Во моментов, ако препознаеме дека нешто вреди повеќе од она што е ставено, а мислам дека шансите се 0,1% да има таква работа, мислам дека не предвидовме се, единствено само останува да се биде жива и здрава Република Македонија, да си оди по оние токови што треба, да средства за реализација на тие програми се обезбедуваат редовно. Инаку другото е све, како да кажем, во рамките на тоа што сакат и обичните граѓани и бизнис заедницата во општина Струмица. Значи, најпрво ќе има јавна расправа, кога ќе заврши јавната расправа, тогаш одиме на совет. Може да се зборува многу, меѓутоа полека се движиме кон крајот или на време предвидено за денеска, а она што јас сакам да го прашам, е во делот или во доменот на вашето работење, рековме екологијата, ќе зборуваме и за тој момент, меѓутоа исто така и во екологијата еден од многу значајните и можеби најважните проекти кои што треба да се реализира и кои што граѓаните со години го очекуваате, конечно реализацијата на проектот прочистителна станица. Најавивте, започнавте дел со активностите, докаде се активностите, имаме ли предвижување напред и како тече реализацијата на овој проект? Тоа се средства од ИПА, односно од Европската унија, 2013-2016 година. Грант 8 милиони и 500 евра. Завршени се сите работи, значи, како да ви кажам сега, тоа Министерството си го презема како врска во делот
во делот на имплементација на тој проект. Ние, од страна на јавното комунално предпријатие и од страна на секторот за локален економски развој имаме надворешен надзор. Нашите луѓе учествуваа во делот на тендерот за избор на моделот на прочитателната станица. Тендерските работи се завршени. Секој момент очекуваме реализација, да отпочнеме со реализација. Ние имаме врска оваа година да заврши целата приказна. Ова ќе биде готова работа. Мене ме радува моите информации и во делот на нашите представници таму се дека сепак е избран добар модел. Знаете, во прочитателна станица може да ви пројде некој модел кој пошле инвестицијата, да, кој тендер ќе види добра, ама одржувањето после ќе види поскапо отколку што самиот проект вреди. Така да добра е состојбата сега и сега ќе треба се отпочне на терен со активности и крајните рокови се крајот на 2016 година, така да ние оваа година завршуваме со прочитателната станица. Значи, конечно, ова прашање треба да чекаме да биде затворено година. Па преска не сакам да го кажам тоа, значи добрејци затоа отида прв со канализација, зашто е најблиску до колекторот за прочитателна станица, кај што ќе види. На истото после ќе го носиме и Просеников. Тука ќе дојде и Дабеле, така да тоа ќе биде завршена работа. Ова е абсолвирана работа, сега на терен се соочуваме со одредени проблеми, нормално тука е експроприацијата и во прашање тие работи. Не е спорно да се реализира проектот, затоа што службеноста секогаш е во законот овозможена, и тоа сакам да кажам, ќе треба и граѓаните да го најдат својот интерес, оние што се засегнати кај што ќе минува трасата или кај што ќе минува патот, и тоа не е тоа некоја страшна работа. Ова е за мене завршено, искрено да кажам. И барем оно од технологијата што можеме да го видиме е навистина реално и на Струмица ќе понуди можност да добие, како да кажем, еден еколошки европски празнак и така натака. И требаше тоа на Струмица во секој случај. Кога сме кај екологијата и заштитата на животната средина, да, на третото оделение. Да, третото оделение, кое што е навистина многу важно и многу значајно, колку тоа работи, односно кои се проектите кои што во моментов ги реализираат и колку посветувате внимание освен на локалниот економски развој и на заштитата на животната средина. Зоран, вака, значи, ако земам да гледам искрено да ви кажам, секој од овие три оделенија треба да прерасне во сектор во општина Струмица. Меѓутоа, ако збориме за некоја општина која што се наоѓа во Швајцарија. Значи, поделението за заштита на човекова околина, на заштита на животната средина, си работи редовно на она што е законска рамка во делот на дозволи, на еколошки елаборати и така натака. Меѓутоа и таму одиме сега со две работи, два стратешки документи, то не се стратегии, не е името стратегија, меѓутоа се работи за локалниот еколошки акционен план за заштита на животната средина или популарно наречено ЛЕАП и катастрот на загадувачи. Ова до јуни ќе биде завршено. Тендерот заврши за избор на консултантска куќа и стручна куќа која што мора лиценцирано да ги изврши сите мерења, предуслови и така натака и така натака. Формирана е со одлука на Совет локалниот управен комитет. Завчера завршивме и со работните групи. Во ЛЕАПот ги уфаќаме почвата, воздухот, отпадот, биодиверзитетот и водата. Значи, тоа се 5 елементи. Струмица не важи за некоја, општината Струмица или целата Струмичка котлина, како сака да кажете, не е страшно во делот на загадување, како тоа што го гледам по телевизија, што се случува во Скопје, Тетово и Битола и така натака. Ние имаме лесно загадувачка индустрија, меѓутоа како и да е, имаме доста почва. Имаме земјоделци. Од тоа живеат многу луѓе, од тоа живее на крај краишта и урбаниот дел на градот. Така да локалниот еколошки акционен план и катастрот на загадувачи ќе бидат завршени до јуни месец, таква е обврската, да го завршиме. Од друга страна, минатата година мислам дека пак беше преку бирото, се нема фаќате за збор да не вртиме страници. Знам дека
некои останати средства кои беа од проектот Европска банка, Центарот за Југоисточен плански регион распиша ова за апликации за проекти. Општина Струмица аплицираше со проект за изготвување на регионален план за управување со отпад. Имате, сите знаеме со АСА како заврши приказната. За жал. Нема се навраќаме на ова, одиме понатака, меѓутоа, законска обврска е на секоја општина да има донесено план за управување со отпад. Сега, имајќи обзир дека имаме регион, имаме регионална поделба на Македонија и сега најпрво во законот вика мора да има регионален план за управување со отпад, а општинскиот план да се надоврзи на тој регионален план. Тој регионалниот го немаше. Затоа наши предпоставки беа тие средства што Центарот ги имаше на располагање од Министерството за финансии да пројде проект за изготвување на план за регионално управување со отпад и изработка на општински планови за управување со отпад. Од кога таа приказна ќе заврши, тоаш може веќе да здивнеме сите малку и да размислуваме поинаку. Едно е административно, она што е законска обврска, меѓутоа да одиме и со можеби некои посебни решенија за управувањето со отпад на ниво на територија на општини. Знаеме сите каква е состојбата во регионот, загрижувачка, има понуди, денес секи сретнете, дајте, ние ќе ви го решиме проблемот, ние вака, ние онака, меѓутоа, додека не видите се, физибилити студијата ја имавме, таа физибилити студија сега сигурно нема да важи со новиот план, затоа што поместени се веќе она што се вика границите и рамките, така да и ова ќе пројде. Тука имаме уште еден проект, ама и за тоа за друг пат ќе правиме во делот на екологијата. Како и да е, јас сум задоволен, искрено кажано, како се случуваат работите. Има една работа која што мора да ја завршиме, знаете, тоа е со управувањето со водите. Тука повторно во буџетот се одвоени средства заедно со јавното комунално предпријатие. Знаете, обврска е без разлика во кое населено место е. Дали е водоводот, дали го правиле луѓето со самодопринос или не, одговара општината. Тука мораме да вложиме напори да го завршиме законскиот дел за елаборати и за вадење на дозволи за заштитни зони и управување со водите. И тоа ќе го затвориме како прашање, не е проблем, па Струмица на крај крајшта е единствена општина, јас мислам што сите населени места имат своји водоводи. Така е во Македонија, баш и не познам некоја друга, освен ако не е некоја со две населени места и центар на општината. На еколошки план сум задоволен, меѓутоа сакам екологија да ја насочиме кон земјоделците. Знаете, доста се соочуваат во делот на ова што значи раноградинарство, се соочуваат со доста отпад органски. Тој отпад некој завршува контролирано, некој завршува неконтролирано, а штета е да биде така и нив име на товар, кај ќе го носам, што ќе му правам и така натаму, од друга страна општината вика од кај се дива депонија таму или така натаму. Затоа тука ќе го избалансираме тоа со локалниот еколошки акционен план и мислам дека ќе дојдеме до некој квалитетно решение. И за на крај, само бидејќи неколку пати го споменавте Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, регионалната соработка и во микрорегионот и во целиот Југоисточен регион, како тече соработката на регионално ниво, соработката со Центарот и дали и понатаму одлуките се носат заеднички од сите 10 општини? Како тече соработката со Центарот? Со Центарот соработката си тече онака како што треба да тече. Сите општини, не знам дали сите општини Струмица редовно си ги уплаќаат средствата во чланарина и луѓето таму во Центарот си земаат плата. Нема проблем. Така треба да тече и соработката. Имаме фантастична соработка, они се сервис на некој начин, а што се однесува до Советот на Југоисточниот плански регион кој што го сочинуваат сите 10 градоначалници, без разлика на политичката припадност, не знам, ако постои, можеби тоа ќе ви биде убава, како да кажам, нема да биде лошо да направите една анкета,
кај сите градоначалници, да го измерите задоволството, и јас мислам дека сите одлуки се носат едногласно. Значи, тоа е единствен плански регион, кај што имате само една општина со политички презнак на Социјалдемократскиот сојуз, другите се од партиите кои моментално ја практицираат централната власт. Меѓутоа, како и да е, општиот интерес на граѓаните секогаш е препознаен од страна на градоначалниците. Јас сум искрено задоволен од таа соработка. И ако општина Струмица сега предложи проект за да се изготви план таков и таков за управување со отпад, например, што рековме, сите градоначалници го поддржаа. Сите, значи, сите покажуваат желба да ги препознаат потребите на другите. Понекогаш се случува одредени општини да се откажат, ако се малку средства, да се откажат во корист на други општини, за да отпосле следната година ме разбират. Добра е соработката, убаво тече и мислам дека тука треба политичарите да земат пример како позиција не постои, него постои само интерес на граѓани. Високите политичари треба да земат пример од овој совет, како функционираат работите во смисол како се носат одлуки во заеднички интерес на граѓаните. Јас се надам дека во иднина ќе се носат одлуки кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. Се извинувам, освен она што беше за депонијата. Тука беше друга приказна. Што позната е, нема да ја коментираме повеќе. Така. Има уште многу теми, рековме, имате голем обем на работа, голем број на надлежности, меѓутоа ќе оставиме простори за некоја следна прилика. Оние 60 минути кои што беа планирани за вечерва, веќе ги потрошив. Ми останал само да ви кажам благодарам многу што одвоевте време и за нас и за нашите гледачи. Во секое време стоиме на располагање, не само тука, добре доедени сте и вие кај нас, за било какво прашање, а јас ви благодарам на поканата и ве уверувам дека сега е месец февруари, сега е она загревањето што значи за секторот за локален економски развој, апликации и така натака. Се надам дека за 2 месеци ќе можеме веќе со конкретни бројки да правиме муавет. Што викаме да се пофалиме со нешто повеќе. Во ред. Ви благодарам многу уште еднаш што бевте дел од нашата програма. Ви благодарам на сите вас кои што вечерва одвоивте дел од вашето време и посветивте внимание на нас и на нашата програма. Довидување.